Единство и одбрана на националните интереси. Само да не се врати ВМРО. Лов на руски шпиони. Уставни измени во пакет со промената преговарачка рамка со Европската Унија. Да останеме или не во НАТО, да добиеме нов татко на нацијата и армија вооружена до заби. Иако кампањата за претседателските избори се уште не е официјално започната, веќе се ицртуваат контурите во кој правец ќе се движи риториката на кандидатите. Кандидатката, која според сите анкети има големи шанси да стане првата жена претседател, Гордана Силјановска-Давкова, барем засега не влегува во отворени напади кон своите противници, туку повеќе се фокусира на промовирање на нови идеи и програми за промена. Таа кандидатурата ја започна со повик за единство, надпартиско однесување, заборавање на разликите, што се остри кога се работи за државните и националните интереси, со повик до граѓаните како индивидуи, а не како војници, членови, симпатизери на партии. Прво, поминав за време на овие 4 години низ школата на демократијата, како велат англичаните за парламентот. Мислам дека многу работи сменив. Покажав тамо дека пратеникот може да ги представува граѓаните и да гласа по сопствено уверување. Неколку пати гласав и поинаку од пратеничката група. Имаше разбирање за мене, го ценеше тоа. Се обидов да делувам просветителски. За разлика од неа, актуелниот претседател Стево Пендаровски, кој бара втор мандат во отсуство на некоја нова визија, влезот во трката го одбележа со остри напади кон своите политички противници и со повторување на мантрата Европа, Европа. Бара нови 5 години мандат, тврдејќи дека досега не направил ниту една стратешка грешка. Став кој е проблематичен ако се има предвид дека самиот се пофали дека учествувал во креирањето на францускиот предлог, кој беше усвоен без национален консензус и во моментов представува најголема пречка за македонските евроинтеграции. Во својот прв говор не понуди никаков нов план или визија за Македонија, туку само рафално удри кон своите политички противници во стилот само да не се врати во МРО. Која е алтернативата на оваа политичка структура? Алтернативата е третиот ешалон на диктатурата на Груевски. Корумпирани и криминализирани поединци, уште во негово време, кои само затоа што правосудниот систем не сакаше, од различни причини, да ги однесе во затвор, и ден денеска ни продаваат политика и памет дека тие се најдобрата политичка опција. За разлика од Силјановска-Давкова и Пендаровски, кои се двајцата кандидати со најголеми шанси за победа. Кандидатите на албанците главно се фокусираат на националистички барања. Кандидатот на ДУИ, Бујар Османи, под превезот на некаква битка со Русија, го испорача главното барање, следниот претседател да се бира во собрание. Неговиот ривал од албанската опозиција, Арбен Тарабари, возвраќа со барање за промена на уставот во однос на јазикот, но и смета дека Европската Унија може да понуди и различна рамка за да се надмине сегашниот статус кво. Кандидатката на левица, професорката Билјана Банковска, се фати за НАТО. Или да сме излезале, или само ќе се распаднало. Максим Димитриевскиот знам смета дека на Македонија и треба нов татко на нацијата, додека Стефче Јакимовскиот гром ќе ја зголемел техничката опременост на армијата.